Моделот на бегање од одговорност јасно се огледа во дисфункционалните локални власти, кои не успеваат да се справат со проблемите со кои се соочуваат, па нудат наводни аргументи, од кои треба да се види нивната трудолюбивост, која никако да вроди плод. Јас имам доста слики во мојот телефон, кои после завршување на емисијата може да ги преземете, дека градоначалникот оди, интервенира, а резултатите мислам ги нема. Отсуството на опипливи резултати влијае врз расположението, па лошата состојба предизвикува депресија, за која единствен лек е непотимизин. Тој го враќа тонусот и го регенерира ликот, определувајќи го семејниот и партискиот идентитет на секој оној што успешно ги вработува своите роднини. Кога немаш економска комоција, кога буквално сме поприлично без пари, чуму ни идентитет. Некој пак нема проблем со парите, ама има со идентификацијата. Тогаш со леснотија се повикува на авторитети и идоли на кои сака да личи, иако не само политичкиот, туку и секој друг код за препознавање не одговара на оној што се посложува како пример. Тргни застани кандидатот за председател, решил да се поистовети и нелогично да искористи туѓа логика. Појдов од логиката на Обама. Ако шефот кој рече, ако сакате да бидете председател на држава, дојде од друга држава, дојдете во Америка. Може би наликуваме на Америка, ама на она од пред 2 века, кога представата за неа се градела преку символиката на дивиот запад. Ако анархијата тогаш била синоним за правдата, таа и денеска е озаконување на беззаконието, кој е постулат кој ги разграничува оние што имаат чувство за неа и тие што, како и тогаш, биле попаметни од останатите. Верувам дека било кој од нас се почувствува малку глупаво. Затоа што го почитувал законот, одеднаш се почувствувал, јас лично, како човек, сум се почувствувал, чекате, јас сум будала. Ништо поразлично не се чувствуваат ниту оние кои се бореле за неа, ама наместо да ја добијат, сега таа се удира под нивната глава. Не се предмет на подсмев за паричната казна, туку за принципите, кои комплетно ја губат смислата. Една Ванковска, една Силјановска, еден Миленко, еден Јади Бурек, сега уживаат, сега се смеат и викаат, види онаа глупача на Најчевска, акаше по улиците и сега неизините кои што ги донесе на власт и дојдоа до ак. Ние не ја казнивме, ама тие ја казнија. И на крајот, за оние кои сакаат да бидат наградени со кандидатура, ама изгледа или не живееле во оваа, или се кандидирале за председател на некоја друга држава. Сега моментално зимето веќе не смееме да дискутираме дали е Македонија или Северна Македонија. Тоа е многу осетлива тема. Али ако нема председател, тогаш државата ќе остане тој проблем да го решава во собрание. И прашање и таму како ќе се реши, дали ќе се реши. Прашањето со името е решено. Ама и Северна, како и претходно Република, никако да најдат одговор на вистинските прашања. Оние кои Македонија ќе ја направат западна.